Али Ахмети нема смартфон, не користи апликации, ниту Сигнал, ниту WhatsApp, ниту Viber, ниту Telegram, SMS не пишува никогаш во животот. Значи никогаш, ниту еднаш, да не се лутат луѓето кои што му пишуваат порака, он никогаш во животот не пишува SMS порака, користи Nokia 3310, стар модел, како телефон. Па и ако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега. Како и до сега. Па, драги мои непрегледани пациенти, како што велеше еден наш познат судија, ние тука во Македонија не сме електорат, туку ејакулат. Некако вистина поврзана со она легендарната театарска реплика напишана од Горан Стефановски во представата Диво месо, која гласеше: "Да знаев какви ќе испадневте, ќе ве издрка во чаша." Да, пријатели, ние наместо да бидеме истолчкани во чаша или на камен, завршивме во некоја матка за да се родиме како идиоти на вселената. Се вселенски идиоти. Македонци од Македонија. Зошто идиоти? Затоа што секој пети пост што ми го пишувате е реченицата: "Кој те плаќа за ова?" Како? Да, вие ме прашувате кој ме плаќа за стотините анализи и тези кои ги поставувам во моево шоу. Во моево шоу и пошироко низ вселената, целиот Млечен пат, галаксијата Млечен пат и другите галаксии. Горе. Кој ме плаќа? Баба ми викаше: "Платно на очи", и ако не сте знаеле, тоа е многу заебана клетва, поготоа што платното на очи е состојба за која не си свесен. Освен ако не си напучен од некој сликар влав, па ти паднало платното на очи што си го сликал пред да те напучи. Прашувате кој ме плаќа? Стварно, кој ме плаќа да зборувам за Македонија, а не за Севернава Вукојебина? Кој ме плаќа да ги ругам и разоткривам криминалците кои ја ограбуваат истата таа Македонија? Кој ме плаќа да си го брадам македонството, да си го бранам идентитетот, да си го бранам името, знамето, грбот, јазикот и историјата и дината? Кој ме плаќа да си ја сакам татковината, да си ја сакам мајка Македонија, да си ги учам децата на сена и убаво за неа? На вистина, кој може да ме плаќа за такви нормални работи? И зар треба некој да ме плаќа за да го правам тоа? Треба некој да ме плаќа да си ја сакам државата, народот и се што е нормално? Ви велам јас, ејакулат, не сите, ама секој пети. После си викам, добро е, значи ние нормалните сме 4, а ово е, нели, 1, значи 4:1, добро е. Инаку почне да ме фаќа страфот, многу е ејакулат кој завршил во матка, наместо да заврши на некој камен или во некоја чаша по македонските кафани во разни села и градови, нели, ова. Да прашаш некого кој зборува се најдобро за својата земја и се најлошо за оние кои ја продадоа и украдоа, дали некој го плаќа, треба да си комплетен идиот. Идиото интернационале, севселенско идиото. Или дебил кој е навикнат некој да го плаќа за да може да погани се што е нормално и честно. Значи, сигурно овие од ејакулатот се толкави дебили што некој ги плаќа за да поставуваат прашања на честните патриоти во стилот кој те плаќа. Сепак баба ми беше во право. Само платно на очи на тие што ќе те прашаат кој те плаќа. Има еден голем пејач во Република Македонија кој вечно ќе живее во сите македонски срца и неговите песни како генетски код и ќе ги пренесуваме на нашите деца. Тоше Проески. Значи, Тоше Проески е познат по многу единствени работи, но има една по која е легендарен. Тоше никогаш не пееше за партии, никогаш не пееше во партиски кампањи.
за ниедни пари. Последната понуда му била 400.000 евра да влезе да пее во некоја кампања. Не е битно за кого. И Тошка само одмавнал со рака. Значи, не мешајте тоа вие кои сте со тоа каков сакате некој друг да го видите. Некои нешта не се за продажба кај луѓето, нели како мене што се мислам овака. Ни за малку пари, ни за многу пари, ни за сите пари. Луѓето како мене се вртат и си одат да прифаќаме такви понуди. Кој те плаќа? Македонија ме плаќа, бе! Затоа што вие ја продадовте, а не беше никогаш ваша. Затоа Македонија се реши да си ги плаќа синовите и керките кои не ја изневерија. Не плаќа со љубов, со безгранична љубов. Ај сега, сите овие што прашувате кој ме плаќа, сите сега ајде по платното. Трчи чим кораком. И после имаш пучење. Па, драги мои непрегледани пациенти, како што велеше еден наш познат судија, ние тука во Македонија не сме електорат, туку ејакулат. Некако вистина поврзана со она легендарната театарска реплика напишана од Горан Стефановски во представата Диво месо, која гласеше: "Да знаев какви ќе испадневте, ќе ве издрка во чаша." Да, пријатели, ние наместо да бидеме истолчкани во чаша или на камен, завршивме во некоја матка за да се родиме како идиоти на вселената. Се вселенски идиоти. Македонци од Македонија. Зошто идиоти? Затоа. Затоа што секој пети пост што ми го пишувате е реченицата: "Кој те плаќа за ова?" Како? Да, вие ме прашувате кој ме плаќа за стотините анализи и тези кои ги поставувам во моево шоу. Во моево шоу и пошироко низ вселената. Целиот Млечен пат, галаксијата Млечен пат и другите галаксии. Горе. Кој ме плаќа? Баба ми викаше: "Платно на очи, и ако не сте знаеле, тоа е многу заебана клетва, поготоа што платното на очи е состојба за која не си свесен. Освен ако не си напучен од некој сликар влав, па ти паднало платното на очи што си го сликал пред да те напучи." Прашувате кој ме плаќа? Стварно, кој ме плаќа да зборувам за Македонија, а не за Севернава вукојебина? Кој ме плаќа да ги ругам и разоткривам криминалците кои ја ограбуваат истата таа Македонија? Кој ме плаќа да си го бранам македонството, да си го бранам идентитетот, да си го бранам името, знамето, грбот, јазикот, историјата и дината? Кој ме плаќа да си ја сакам татковината, да си ја сакам мајка Македонија, да си ги учам децата на сена и убаво за неа? На вистина, кој може да ме плаќа за такви нормални работи? И зар треба некој да ме плаќа за да го правам тоа? Треба некој да ме плаќа да си ја сакам државата, народот и се што е нормално? И велам јас: ејакулат, не сите, ама секој пети. После си викам: добро е, значи ние нормалните сме 4, а ово е, нели, 1, значи 4:1, добро е. Инаку почне да ме фаќа страфот, многу е ејакулат кој завршил во матка, наместо да заврши на некој камен или во некоја чаша по македонските кафани во разни села и градови, нели, ова. Да прашаш некого кој зборува се најдобро за својата земја и се најлошо за оние кои ја продадоа и украдоа, дали некој го плаќа, треба да си комплетен идиот. Идиото интернационале, севселенско идиото. Или дебил кој е навикнат некој да го плаќа за да може да погани се што е нормално и честно. Значи, сигурно овие од ејакулатот се толкави дебили што некој ги плаќа за да поставуваат прашања на честните патриоти во стилот кој те плаќа. Сепак баба ми беше во право. Само платно на очи на тие што ќе те прашаат кој те плаќа. Има еден голем пејач во Република Македонија кој вечно ќе живее во сите македонски срца и неговите песни како генетски код и ќе ги пренесуваме на нашите деца. Тоше Проески. Значи, Тоше Проески е познат по многу единствени работи, но има една по која е легендарен. Тоше никогаш не пееше за партии, никогаш не пееше во партиски кампањи.
За ниедни пари. Последната понуда му била 400.000 евра да влезе да пее во некоја кампања. Не е битно за кого. И Тошка само одмавнал со рака. Значи, не мешајте тоа вие кои сте со тоа како сакате некој друг да го видите. Некој нешто не се за продажба кај луѓето, нели како мене што се мислам овака. Ни за малку пари, ни за многу пари, ни за сите пари. Луѓето како мене се вртат и си одат да прифаќаме такви понуди. Кој те плаќа? Македонија ме плаќа, бе! Затоа што вие ја продадовте, а не беше никогаш ваша. Затоа Македонија се реши да си ги плаќа синовите и керките кои не ја изневерија. Не плаќа со љубов, со безгранична љубов. Ај сега, сите вие, овие што прашувате кој ме плаќа, сите сега ајде по платното. Трчи чим кораком. И после имаш пучење. Дали еден глумец е овластен да коментира актерски остварувања на други колеги, односно да ги коментира Оскарите како најпрестижни филмски награди во филмската индустрија? Па ако на пекар му е дозволено леб да јаде, ако на слаткар тулумба да лапа, ако на порно глумица колбас да крка, нели, на молер ако му е дозволено да си ја искречи собствената куќа, на доктор да ја прегледа собствената жена, гинеколошки прегледа и направи, што веројатно најтешко му паѓа на својата жена гинеколог кој прави гинеколошки преглед. Но тоа нив ќе ги прашаме. Зошто бе на глумец да му било забрането да коментира туѓа актерска игра? Особено ако актерите не се дипломирани глумци, туку лопови, измамници и терористи, кои под превозот на глумата доаѓаат до богатство, моќ и популарност, слично на холивудските звезди, мислам парите, славата и моќта, само публиката, нели се осеќа заебано и незадоволно, не добила ништо за своите скапи, да не речам прескапи карти. Затоа јас, актерот и дипломиран глумец Сашо Тасевски, денеска ќе ги коментирам непрофесионалните глумци во Македонија, кои живеат нели како бубрек у лој, благодарение на глумата и се добитници на Оскари во сите категории, а највеќе во категоријата еби го својот народ, не му давај глава да дигне, бидејќи тој те одбрал да го парцаш. Не бе говеда, народот те одбрал да му обезбедиш нормален живот, а за тоа те наградил тебе како политичар со лагоден живот, не те наместил да лажеш и да крадеш и да глумиш мамето ваше професионално измамничко. Кога утре би се одржале Оскари во Скопје, Битола или Охрид, не е важно, само во Струмица не може да се одржат, не може Глобал да се преправи во сала, нели? Иако веројатно еден од најдобрите филмови е снимен таму, во главна улога на Зоки Заев звани Чак Норис на измамата, Джеки Чен на акробатската превара, Антони Хопкинс на балканското лудило и Шерон Стоун на ширењето нозе представанскиот фактор. Но да почнеме по ред. Оскари се даваат по ред, иако во нашиот филм наречен Македонија има се, само нема ред. Повеќе личи на оние урнебесни црно-бели филмови со Бастер Китон во главната улога, каде не се знае кој паѓа на глава, а кој директно на мозок, ако пред тоа не му бил добро изабан. Веројатно на тие наши Оскари кои ќе бидат без врски, за разлика од бумамарата на Ранко, кај што награди добиваат претежно блиските другарите, ова нешто како во комунизмот, а другите гледаат во излогот, пак нешто ко комунизмот. На тие Оскари, Оскарот за животно дело ќе го добие Александар Антич со крштено име Али Doing Black Business, кој 25 години тука во нашава Македонија ни снима амерички филмови и ни продава прескупи карти кои ги купуваме без да прашаме. Аца Антич ти е нешто као Ал Пачино или Роберт Де Ниро на македонската клептократија, кинематографија. Човек кој дури јазикот не го знае, но сепак неговите реплики се памтат кај квислинзиве наши како Оче наш. Псе јо, како и до сега. Неговите филмови се блокбастери и ќе ви набројам неколку. Борба за териториите која прерасна во борба за човекови права. Прв дел. Колку права, толку евра. Потоа Соравија Forever. Соравија љубов моја, тоа е вториот дел. Соравија љубов моја, на внукот те давам цела. Тоа е трет дел.
Јас уживам во качакот. Таа во наплатената струја, ова е еротски филм, како еден вид на пандан на Емануела, што беше она блокбастерот од 70-тите еротски филмови, значи Си седиме така, јас и мојата машина за пари, ја уживам во качакот, таа во неплатената струја, тоа е полниот наслов, и работиме 24/7, тоа е фактички фул насловот на филмот, иначе многу долг, но тоа е тоа. Но сепак, најголем филм е под наслов Како сум ја сјебал Македонија со помош на Калето. Тоа е акција невидена, луѓе моја, трилер акција. Тоа се тие легендарни дела за кои ќе добие Оскар за животно дело. За гревовите од владењето на Дуи за овие 25 години веројатно ќе добие и нешто друго, ама тоа е работа на семоќниот Аллах. Ако ги чул, нели, оние од Тетовската болница, кога викаа. Оскар за машка главна улога сепак ќе добие, тука да се разбереме, Зоќе Муртинезер, звани Ајс Вентура, 1 евро, или Зоќе 1 евро, човекот кој својата глумачка трансформација ја направи во миг. За миг се вивна над звезденото филмско политичко небо. И стана голема звезда тамо. Порно звезда. Час бранител на името, час како најголем предавник, квислинг на паркинг, каде што се шитка се што е македонско. Намерно велам шитка. Затоа што тој збор доаѓа од албанскиот глагол шитет, кој значи продава. Значи го продава за пари, глагол кој Зоќе заедно со неговите сапортинг актери или овие кажи ги епизодисти, Филипсус Венсан, Дон Джонсон Дончев, Кочо Джипси Ангелков, како и целата булјумент од Шаер и Струга на чело со Мерко, одлично го користеа за да продадат се што е македонско. Оскар за најглупа, но најрасипана улога оди кај Стефчо Пендраковски, кој си го сменил на времето името во Стево за да не звучи Стефчо, па погрешка да го шипнат на црна листа, иако он ја заслужuje многу повеќе од градоначалников. Тоа е глумецот кој во глумата се снаоѓа ко петел меѓу ноеви, ама се обидува со својата душа преварантска која му плаче за да биде филмска звезда да се фали со францускиот договор. Па да вели дека он го правел, па после дека нема појма кој го правел, да го нарекува народот стока, а од него да зема дебела плата, да лаже за промена на името каде стигне, а прв да гласа, да се прави независен до гуша да е во СДС и Калето како оверен соработник, да ги дупи гардистите кога цел свет го дупи него. Оскар за мунгос на македонската кинематографија, иако сака да биде меркат, да не мислите дека ставаме меркатна слика, а пишуваме Стево Мунгос. За Стево сме измислиле кинематографијата и на крај нели доаѓа Таче. Таче нема да добие Оскар, затоа што не знае да глуми. Не знае и да дупи, зашо го дупат, ама поважно е што не знае да глуми, затоа нема Оскар да добие. Башка е толку шлакнат што го бива само за аванта и предавства. Да, и ќе победел на избори. Сега грејата е за другиве глумци да им го земеме Оскарот ако Таче веќе е предодредена победа. Ако Таче победи на овие избори, мислам дека треба нова корона да измислат и се да не потепаат као гугутки со птичи грип, за да не сереме веќе по милава ни земја ко гугутките по плоштади, затоа што после таква победа ќе нема кој да ни ги избрише ни птичките лајни.